Теркот со цената на лебот од владата го бараат и земјоделците. Предлагаат средба и соработка за секој да си го знае своето во неизвестната економска сегашност. Секој земјоделски производ треба да има цена на чинење во која ќе влезат сите трошоци на производството за производи од растително и животинско потекло и под неа да не се продава даден земјоделски производ. На овој начин ќе има мотивирано, но и константно производство. Велат земјоделците, утврдување на цена на земјоделските производи под која што нема да смее да се оди и тоа врз основа на прецизни пресметки, бараат и производителите на ориз. Не само оризот, него за сите култури. Пред синидбата треба да стекне култура да биде производот треба истакнена, за да знаат луѓето дали да работат или да не работат. Да луѓето цената во недоумица. Значи не знаат која цена ќе биде, како ќе биде, што ќе биде. Мислам дека тоа за земјоделците, за сточарите, за сите унапред треба да се знае цената на се што произведува. Ние ако тоа не се направи, полијата ќе бидат опустошени, значи луѓето нема да сеат. Што за ова мислат граѓаните? Дали земјоделските производи треба да имаат минимална или максимална цена? Како во случајот со лебот? Би требало сите исто да бидат. По мене, па сега. Ама па според земјоделите колку е платено и колку има работа, па секој си влече на своја страна. Нормално, треба. Зашто сме држава, се треба да си има ред на се. На се треба да се ограничи. Народот е 80% сиромаштија. Па треба и тие артикли да се намалат. Не е само качувај, денешно време не е добро тоа. Конечно, воспоставување ред во одредување на цените врз основа на прецизни пресметки побара и голем број економисти. Според Бранимир Јовановиќ, економски аналитичар од Виенскиот институт, владата треба да ги замразне цените на сите основни прехранбени производи. Значи и на брашното, млекото, зејтинот, јајцата, шеќерот, месото, на сите оние производи кои сега имаат ограничена маржа. Ако тоа не се направи, цените пак ќе скокнат. Погрешно е тоа што замрзнувањето се однесува само на лебот, а не и на останатите прехранбени производи. Вели Јовановиќ.